Гостин во вестија на Канал 5 денеска и представник на невладиниот сектор Андреа Стојковски од Македонскиот центар за европско образование. Добре дојде и честитки и за невладиниот сектор кој што активно учествуваше во денешните позитивни оценки. Добро најдов. Јас не би бил толку радосен на самиот почеток, бидејќи еднашка се истрчав и кажав сега се наоѓаме во точка од која што нема враќање, па останавме во точката 4 години. Овој пат ќе бидам многу умерен и многу благ во реакциите или во искажувањето на емоциите, меѓутоа навистина честитки за препораката од Комисијата за отворање на пристапни преговори. Истото тоа го кажа денеска и еврокомисарот Оли Рен дека од оваа точка има враќање за жал. Да почнеме со најпозитивните работи кои што вие ги забележите денеска, но и оние кои што беа најкритички, би рекол. Најпозитивните работи Комисијата, ако се земе внимателно да се прочита извештајот, и ние тоа веќе го забележавме во нашиот извештај за следење на процесот, рековме дека и Комисијата ни забележува, односно ни укажува почит за посветеноста во процесот, дека во последните неколку месеци сме работеле успешно, сме ги поминале техничките работи. Биле донесени неколку закони, биле воспоставени неколку мерки, институции и така натаму. Нели зборуваме за оние трите закони кои што беа донесени на крајот на јули, почетокот на, односно крајот на август и почетокот на септември. И тоа се веројатно најпозитивните работи. И ние поминавме предоценките на Комисијата благодарение на техничкиот дел. Ако одиме малку подлабоко во анализата на целиот извештај, откако претходно ќе ни кажат дека сме имале добар политички диалог или сме постигнале напредок во политичкиот диалог, подоцна ни кажуваат дека Комитетот за односи помеѓу заедниците ја лимитирал својата работа само на проценка на тоа дали законодавството треба да биде донесено според бадентерово мнозинство или не, дека никогаш понатаму не отишол во расправата. Ни коментира дека имало извештаи за притисоци врз граѓаните за време на изборите. Откако веќе ќе ни каже дека изборите за време на изборите биле исполнети најголемиот дел од препораките на ОПСЕ од изборите 2008 година. Ни кажува уште безброј други такви точки во кои што веднаш не опоменува и ни укажува каде треба да се подобриме за следниот извештај да биде уште подобар. Реално не ни очекувавме дека извештајот ќе биде само позитивен. Андреа, пред само неколку месеци би рекол, од Брисел доаѓа сосема поинакви пораки. За денеска да го слушнеме еврокомисарот Рен, кој што вели дека Македонија направила убедлив напредок. На што се должи оваа промена? Ни прогледа ли Комисијата ни с прсти или пак навистина ги завршиме сите елементарни работи што се бараат од Брисел? Елементарните работи ги поминавме. Техничкиот дел го поминавме. Ги донесовме законите. Останува да видиме колку донесените закони добро ќе се применуваат или како ќе се применуваат, бидејќи животот на законите не започнува од моментот на нивното донесување. Ние велиме дека сме го подобриле политичкиот диалог, притоа зборувајќи, односно Комисијата вели дека сме го подобриле политичкиот диалог, притоа зборувајќи, наоѓајќи неколку забелешки во однос на политичкиот диалог, зборува дека е донесен законот за парламент и кои се регулативите кои што законот за парламент ги воведува, новините, особено парламентарниот институт, меѓутоа за парламентарниот институт во законот за собрание ништо не се зборува. Исто така и за буџетскиот совет е многу мала регулативата. Значи, како ова понатаму ќе се развива, какво законодавство понатаму ќе донесеме, за да го спроведеме законот за собранието, допрва ќе покаже колку навистина ние ќе работиме посветено на политичкиот диалог. Што следува сега? Во исто време се споменува дека државата се уште има многу слаб административен капацитет во смисла на јавна администрација, а се зборува за формирање на работни групи кои што ќе треба да ги водат преговорите по 33 поглавја. Има ли капацитет Македонија во исто време да ги спроведува законите, да преговара со Брисел? Апсолутно, ако тргнеме по забелешките во извештајот од страна на Комисијата, ќе видиме дека најдобриот дел од забелешките во извештајот се однесуваат на административниот капацитет. Како не сме се справиле со сите гонења на прекршителите на изборниот процес од минатата година. Како не сме се справиле со сите поплаки или со сите именувања, унапредувања во рамките на администрацијата кои што не биле во согласност со законот за државни службеници. Како не сме успеале да го спроведеме правилно изборниот процес, се разбира од страна на Државната изборна комисија. И ова се укажува практично на недостаток на административен капацитет. Имаме ли капацитет да ги надминеме овие пропусти во скоро време? Со добра волја, да. Ако вака работиме како што работевме во последниве 2 месеци, имаме шанса да ги надминеме. Она што меѓутоа ме плаши особено е делот кој што се однесува на граѓанско општество.
Овде комисијата забележува дека граѓанското општество е многу малку вклучено, дека владата има усвоено акционен план и стратегија за комуникација со граѓанското општество и за неговата вклученост во процесот на донесување на одлуки. Меѓутоа исто така забележува дека владата не ја спроведува оваа стратегија. Ние процесот на преговори не го води само, не може да го води, ќе го води нормално државата или владата, ама во процесот на преговори не може да учествува само државата. Целокупната експертиза не е лоцирана само во државната служба, туку и надвор. Токму ова граѓанско општество има шанси да помогне во процесот. Андрија, ти благодарам и се надевам дека државата ќе ги слушне и апелите од невладиниот сектор, дека сите сили ќе бидат впрегнати за да нас Она што мора веднаш да го направиме е да седнеме и да видиме зошто ние 4 години чекавме препорака за почеток на преговори, каде беа нашите грешки до сега и каде се препораките на комисијата за подобрување за следната година. Од почетокот на преговори ќе дојде благодарение на одлука на Советот, ама реалниот почеток на преговорите ќе дојде само откако ќе ги поправиме сите овие грешки и во овој извештај. Андрија, уште еднаш ти благодарам. А ние продолжуваме понатаму. Сега ги слушнавме позициите на владата за дел од извештајот, слушнавме што мисли на владиниот сектор, а сега да видиме како реагираа македонските граѓани откако беше објавена позитивната вест од Брисел. Почеток на нешто убаво. Вака граѓаните ја опишаа добрата вест од Брисел за напредокот на Македонија на патот кон европското семејство. Развиорени знамиња, среќни насмеани лица ги преплавија улиците на главниот град, откако Европската комисија препорача земјава да добие датум за преговори. Ова за Македонија е историски ден за нашата генерација. Одамна очекувано. Среќни сме многу. Ова е голем ден за нашата држава, голем ден за историјата на Македонија, голем ден за македонците. Мене лично ми е криво затоа што овој ден не се случил порано. Значи, треба само некој да поработи, напорно, 1, 2, 3 години и сигурно може би